Јас имам честа да ја најавам колешката Гордана Дувњак. Гордана, добар ден, добродошла во студиото на Слободна Добро Поглед. најдов, колега Ордановски. Чест ми е што сум во уреднички брифинг. Благодарам. Гордана е секако еден од, а може би најдобриот познавач меѓу новинарите на правосудниот систем и процесите во правосудниот систем во Македонија, и сака во наредните 10 минути баш Гордана вака да поразговараме за тоа што се случува во нашето судство. Се чини дека судиите ја изгубија трката со времето во обидот да пресудат и да донесат што повеќе пресуди, особено во случаите кај што е СЈО на другата страна на обвинителството. Зошто се случи тоа и што всушност се случува? Фокусот беше не на сите судски процеси, туку на два од тие процеси на СЈО, каде што постоеше очекување дека е можно до нова година да се донесе пресуда. Меѓутоа, фактот што еден од советниците од поротниците заминува во пензија, ги поремети плановите на судиите. Инаку забележав дека судскиот совет не донесе одлука на вчерашната Не седница. донесе. Може ли да значи дека можда и нема да донесе одлука? Можно е, затоа што процесот ТНТ е веќе презакажан за нова година. После нова година имаше многу комбинации, дали поротниците кои што се избрани по стариот закон треба да заминат на 60 години или на 64. Таа дилема мислам дека веќе ја разреши судскиот совет, и за очекување е дека по нова година и овој судски процес ќе почне одново. Што значи тоа во суштина? Колку тоа одново, уште колку ќе трае? Господ знае. Тоа никој не може да знае, веќе има некакви иницијативи од страна на судиите кои што воочувајќи го овој проблем сега нудат предлози како да се излезе од оваа каша. Меѓутоа, со оглед на тоа што треба да се направат измени во Законот за кривична постапка, а знаеме во каква фаза е собранието и колку е тоа заглавено, тешко дека може такво нешто да се очекува. Судијата Туфекџич излезе со еден предлог во вакви едни ситуации, кога е потребно да се направи смена на судскиот совет, судечкиот совет, значи во судскиот процес, кога некој заминува од најразлични причини пред време, да се овозможи една нова ситуација, тоа на затворена седница, да се презентираат до тогашните изведени докази во постапката и да се продолжи до таму кај што застанало. Значи да се купи време, со други да зборови, да се забрза време целата и да се забрза. За жал, судството на некој начин има таа лоша судбина да сакајки во еден период да им излезе во пресрет на сите барања на бранителите, на обвинетите, некако се пресметаа и со роковите, и со оние предвидени ситуации што може да им се случат. Има ли намера во тоа? Има ли политичка намера, ајде да бидам најдиректен? Сега Можда некај сите, ама тоа не е баш така наивен процес. Воопшто не е наивен процес, иако од една страна е разбирлива желбата на бранителите по секоја цена во корист на нивните клиенти да ги одложат судските процеси, да дојде до застарување. Имам чувство дека добар дел од судиите беа мошне комотни. Да не заборавиме дека имаше судии кои што беа многу агилни во закажувањето на судски процеси и на рочишта и успеваа сложени судски процеси да ги истераат до крај. Кога го нема тоа чувство и потреба кој судијата, судскиот процес да добие еден ритам и една динамика, се случува ова што сега не се случува, а тоа е од 18 судски процеси, само 3 да се ефективни и завршени, што само по себе и не е гаранција, имајќи предвид дека дел од тие судски процеси апелација ги врати на почеток. Таков е последниот случај со Титаник 2 со
изборните нерегуларности и со улогата на Државната изборна комисија. Гордана, заглавивме во реформите на судството, тоа е сега веќе јасно, може би беа очекувањата преголеми, може би беа активностите премали, може би можеше да се направи. Како пред да те прашам за судскиот совет сакам да те прашам за твое мислење, значи јавноста сака да биде демократска, сака по кратка постапка да се завршуваат работи. И тоа е тој жесток притисок врз политичарите кои што треба да бидат по процедура, а од друга страна се очекува да дојде до промени, измени, што е ова, како се толерира, истите луѓе се ваму там. Која е твојата проценка на тој јас? Мојата проценка е дека судството е колатерална штета на политиката, дека различни се можеби методите, но жилбата на политиката да го контролира на судството, како и медиумите, да не се лажеме, е огромно. И се уште постои. И се уште постојат. Некако низ годиниве ниту судството, ниту самите суди, ниту оние тела кои што се задолжени да го штитат на некој начин судството не покажа интегритет, бидејќи да се разбереме, ниту во судскиот совет, ниту во судските институции на врвот не се најдобрите суди и не се судии со интегритет и капацитет кои што можат да ја кажат не на политиката, кои што можат да речат тргнете ги рацете од судството, а во крајна линија на секој политичар кога е во опозиција му треба независно и ефикасно судство, меѓутоа за жал кога ќе се сменат улогите, му треба зависно, така. Како ја проценуваш работата на новиот судски совет? Очекувањата беа многу големи, тој де факто е централниот орган кој што треба да има таа мериторна моќ да ги забрзува процесите, да донесува одлуки за конкретни дела, конкретни суди и така натаму. Се случува ли тоа? Значи, перцепцијата и на јавноста и на политиката беше дека и судскиот совет е еден од генераторите на кризата во судството, што се покаже во изминатиот период, бидејќи дел од оние предмети за кои што се очекуваше дека ќе има или разрешување на судството побрзо ќе се ефектуираат, тешко одеше. Да ве потсетам дека на судскиот совет му требаше при готов предмет, комплетиран од поранешниот совет на факти, цела една година да го разреши председателот поранешен на Врховниот суд. Истото сега се случува и со поранешниот председател на Кривичниот суд. Постапките долго траат. Зошто? Не сакаат или се работи реално за комплицираност на постапката и така? Па самата постапка по себе, таа тајна не е ни комплицирана, а повеќе сум склона да верувам дека и во овој дел постојат игри внатре во судскиот совет. Да речеме, јавна тајна беше во изминатиот период дека членовите кои што на некој начин се доживуваат како блиски до ДУИ, давале отпор на разрешувањето на Вангеловски. Од кои причини? Се знае од кои причини. Само тие знаат и може да се насетува. Така што јас и не сум од оние кои што веруваат и дека со ветингот ќе тргнат работите на подобро, бидејќи ми се чини и ветингот како една од оние демократски алатки кои што ги користи политиката, а и се враќаат како бумеранг. Меѓутоа, едно е факт. Доколку имавме ние тела кои што се ја вршат својата работа, немаше да дојдеме до ова, да рече, да потсетам, да имавме на вистина обвинителство кое што ќе се ја работеше работата, немаше да дојде до СЕО. Да имавме судски совет и совет на јавни обвинители со сите белези, онакво како што треба да биде и како што е поставено во Уставот и законите. Исто така немаше да зборуваме за генерален реизбор на суди, за проветрување, прочестување. Како и да е, постои едно огромно незадоволство кај судиите, кај граѓаните од судството, оправдано или неоправдано, тоа е работа на проценка.
Меѓутоа, за жал, и натаму стои таа генерална перцепција за корумпирано судство, што мислам дека е на штета и неоправдано за добар дел од судиите кои што честно си ја вршат својата работа. И судството и судските институции не најдоа механизми и внатрешна сила одвнатре да се справат, а не да им се наметнуваат однадвор решенија од политиката. Гордана, во 30 секунди, Гордана Дувњак е главен уредник на неделникот Фокус. Така е. Што донесува неделникот Фокус денеска? Неделникот Фокус утре. Денеска сме среда, се извинувам, така, излегува во четвртак. Во петок. Имаме двоброј, новогодишен број. Јас верувам дека читателите ќе најдат мощни, интересни содржини, затоа што во бројот ќе видат кои се главните баксузли и късметли во изминатава година, кој е главен инфлуенцер на државата, која е најголемата надеж и разочарување во изминатава година и се разбира нашите редовни колумнисти кои што имаа можност да ги читаат во текот на целата година. И благодарам на Гордана Дувњак, ќе се видиме пак, Гордана, бидејќи Ќе се твоите видиме, се анализи ни се надевам. Благодарам за значајни. поканата.